Дали пакетот заснован на Република Илинденска Македонија е потрошен? Тие од тоа што го слушнавме во јавноста, видовме дека информираат дека не постои парламентарно мнозинство за оваа работа. Јас се надевам дека преспиваат, добро размислуваат, заради тоа што дефинитивно Илинден и нашето Илинденско востание 903 и 1944 година нема никакви територијални претензии, ништо не загрозува од страна на Грција. Вашингтон стои зад пакетот. Во Грција кампања против решението, но и текстови и изјави на поддршка. СИΡИΖА се пребројува во парламентот. Πιστεύετε ότι το Ήλιντεν Μακεδονία θα μπορούσε να λύσει κάποια προβλήματα σε σχέση με το έργα Όμνες για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας? Εσάς θα σας έβρισκε σύμφωνους ως κυβέρνηση εάν σε αυτό υπήρχε πακέτο όλο το υπόλοιπο, αλλαγή συντάγματος, έργα Όμνες, αλυτρωτικά? Δεν θέλω και δεν πρόκειται να αναφερθώ σε κανένα σημείο της διαπραγμάτευσης. До каде стигна процесот и што понатаму? Значи, клучната поента е кога ќе настане промена. Така, таа промена настане кога ќе бидеме во ЕУ, гарантиране македонскиот јазик и идентитет, можеме да разговараме. Инаку да се изложиме повторно на ризик да грците во некоја следна прилика повторно не оценуваат, не сум дека ќе биде глупаво нас. Имам впечаток дека владината политика по оваа прашање ќе мора сега да има внатрешно интермецо, да се престрои и договори како ќе ги одржува овие сидра во оваа приказна, дали ќе се подведе под притисок на времето и како ќе го консолидира процесот за себе понатаму. Франција и Холандија воздржани за отворање преговори со Македонија во јуни и со решен спор за името. Mais je souhaite aussi qu'on soit beaucoup plus responsable sur les sujets politiques. Et je ne crois pas au processus où on ouvre des négociations qui durent 10 ans, où on explique aux gens, on fait des négociations qui vont s'ouvrir, mais elles n'ont pas vocation à mener à l'adhésion. Няма да е лесно, но има още шанс да убедиме тези държави, които са скептични и считат, че все още не е дошъл момента.